Децата со аутизам не можат да го издржат полицискиот час и ограниченото време на движење. Овој проблем е поголем од многу други, а досега никој не го споменал. Ова за нив е многу страшно. Бидејќи децата со аутизам и други деца со посебни потреби, значи си имаат распоред во денот. Значи, и ова е катастрофално за нив. Се е пореметено, регрес се јавува кај многу деца. Едноставно распоредот, животниот распоред на нив кога се смене е многу страшна работа. И ради хиперактивност, обично сите родители пред спиење ги шетавме. Тие манифестираат хипер или хипосензибилни особини, кои што можат на различен начин да се манифестираат доколку бидат затворени во рамките на дворот. Оние кои што живеат во станови знаеме дека е невозможно децата да останат мирни и да ние направиме структура на денот во текот на тие 24 часа за да можеме да одговориме на нивните потреби. Поради ова, проблемот полициски час за нив е ургентен. Да поднесеме до Министерството за информатичко општество, ние од Старшева поднесеме скоро сите родители, чекаме одговор. Надеваме се побрзо да биде, затоа што ние секако сме совесни луѓе и секако нема шанси децата да ги луѓе носеме. Што доколку овие деца и понатаму останат под овој временски режим? Имаат формирани навики и сето тоа може да се поремети доколку бидат ограничени и спречени, ќе се резултира со манифестирање на неколку видови на однесување и од кои најзагрижувачко се е агресивното авто или хетероагресивното однесување. Ова актуелна мерка е проблем за децата и родителите во најмалку 50 на случаи со аутизам во регионот. Во меѓувреме, под притисок на родителите, државата се сети и на лицата со попреченост, па денес донесе посебни мерки за нив. За овие наши граѓани нема да важи забраната за движење во периодот од 19 до 20 часот од понеделник до петок, а во деновите на викендот од 11 до 13 часот. Оваа мерка за дозвола на движење за лицата со попреченост се однесува и на лицата што ги придружуваат овие граѓани за време на дозволеното движење во наведените временски периоди. Стои во соопштението од владата.